почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денеска заедно со Радмила сум во посета на нивниот кафе бар кој што го отвориле со поддршка на оперативниот план за вработување со програмата за самовработување, каде што таа и уште еден нејзин пријател добиле грант, неповратни средства од 10.000 евра. Ова кажува на кој начин финансиските средства кои што се редистрибуираат преку оперативните мерки за вработување навистина влијаат на подобрување на животот на сите граѓани. И овој кафе бар е навистина специфичен. Ќе се прашате зашто? Веројатно имаме многу кафе барови низ Скопје, но тука нивните кафиња и пијалоци се служат на знаковен јазик. Ова директно влијае на промена на нашето Скопје и директно влијае на промена на перцепцијата во нашата држава кон лицата со попреченост. Ако некој досега се обидувал да прикаже дека нив им треба само државна помош, а да не прават при тоа ништо, тука гледаме како тие се предприемачи и двајцата имаат оштетен слух, но директно ја подобруваат нашата економија. Тие отвараат собствен бизнис и денеска сакаат да поканат многу скопјани кои што би сакале да се напијат кафе или друг пијалок во нивниот кафе бар. На овој начин тие и во периодот на ковид директно се инвестираат во нашата економија и директно искористуваат финансиски средства од оперативните мерки за вработување. Овој план не е само хартија и овој оперативен план кажува дека ние заеднички ги менуваме сите движења во нашето општество, директно влијаеме на намалување на стигмата и дискриминацијата кај лицата со попреченост. Благодарам. Почитувани, навистина е огромно задоволство да ја видиме денес оваа урбана приказна во Скопје, сосем поинаква приказна и навистина се надеваме дека ќе имаме уште многу вакви успешни приказни на самовработување и започнати бизниси на лица со попреченост на секаде низ нашата држава. Навистина се трудевме изминатиот период да се она што го носиме како мерка и програма биде достапно за сите и кога велиме еднаков пристап и еднакви можности за сите, тоа и го покажуваме. Не само што го изголемуваме финансиските средства за оперативниот план за вработување и самовработување, разликата од 2016 година кога имавме околу 700 милиони денари, денес 2020 вредноста на оперативниот план заедно со поддршката од партнерите изнесува 1,45 милиарди денари. И тоа е навистина огромна разлика, меѓутоа за нас е особено битно да имаме вклученост на сите. И огромно е задоволството кога гледаме дека во изминатите неколку години имаме над 220 нови бизниси кои што се започнати токму од страна на лица со попреченост. Внатре во самиот оперативен план има низ мерки и поддршка за вработување на лица со попреченост. Очекуваме само оваа година да имаме вработување над 300 лица со попреченост како благодарение на мерките и поддршката за субвенционирање на нивно вработување. Дополнително сите лица со попреченост кои што ќе започнат свој бизнис преку програмата за самовработување и во текот на наредните 12 месеци добиваат советодавна и менторска поддршка од искусни бизнис ментори кои што им помагаат да ги развијат нивните продукти и да се пласираат подобро на пазарот. Би сакала само да напоменам дека се со цел инклузија и работно и професионалнооспособување на лицата со попреченост, ние во моментот работиме на два современи центри за професионална рехабилитација. Едниот во Струмица веќе започна со работа, а очекуваме во најскоро време да започне со работа и Центарот за професионална работна рехабилитација во Скопје. Благодарам. Да, има кафулиња во Скопје голем број, меѓутоа ете сакав некој нов момент да воведам. Ние како глуви лица сакав да покажам дека можеме да отвориме исто така кафе бар. Повеќе сакав да допринесам знаковниот јазик да го користат сите луѓе, тоа е возможно. Значи ние покрај тоа што имаме оштетување во слухот, ние другите перцепции се понагласени, видот и другите работи кај нас се понагласени. Значи, за во иднина исто така сакам доколку имаат идеја било каква останатите лица со попреченост да не се двоумат, да го остварат нивниот сон, затоа што возможно е. Еве кај нас, например, имавме ние идеја од искуство од странство, од други глуви лица, да го достигнеме невозможното на некој начин, да отвориме кафе бар. Ги повикувам сите во иднина да повелат да дојдат да го вкусат нашето кафе. Имаме дигитално мени, може слободно да се разбереме и така заедно да научиме некој нов момент. Кои се предизвиците да се води еден ваков кафе бар? Ние во минатото ние бевме во Холандија на 2 месеци. Јас и Мартин заедно, каде што таму и видовме дека глуви лица водат кафе бар.
повеќе кафе барови и од таму, од тоа искуство што го видовме, ни даде голема желба и мотивација и ние да го направиме истото тука. Желбата така се јави, значи во Холандија погледите им се многу отворени, пристапот, се тоа многу убаво искуство од таму земавме и решивме од таму, тоа ни даде голема желба и мотив и одлучност да се нафатиме на ваков чекор. Така да сакам и тука да ги потикнам сите други што имаат желба и планови да ги остварат, да не наидат на пречки. Неодамна е отворен кафе барот О2. Значи од октомври започнавме со реновирање на интериерот. Во март месец, почетокот на март, само што го отворивме, за 2-3 дена нели корона вирусот дојде кај нас и од тие причини моравме да го затвориме, после тоа во мај ние го отворивме и така. Сега периодов малце потешко иде работата, но се надеваме во иднина дека ќе се заврши ова и ќе дојдат подобри и поубави времиња.